Сашко и Сомак Петров. Лоу, 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 лоу. Со Сашко и Сомак Петров. Здраво, деца и родители, баби, дедоци, тетки, војни, стрини, здраво на сите мали и големи фамилии. Се надевам дека денес се собравте сите заедно да ја гледате новата епизода на Лол со Мак Петров. Зашто темата ни е баш фамилиарна. Ке зборуваме за возрастните, за тоа кој повеќе работи, мама или тато, за драмите помеѓу брат и сестра, за тоа дали децата смеат или не смеат да пијат кафе, за животот на близнаците, кои се предностите и кои се маните и за уште многу други интересни подтеми. Затоа, соберете се сите фамилиарно, преброите се и ако некој недостасува, веднаш да го викнете. Ова епизода вреди да се погледне со целата фамилија собрана на едно место. Да започнеме. А вие дадички сте, а? Знаеш дека мислев дека сте близначки? Не сме. Најсериозно ми личите. А? Кој на кого личи? Кој на мама, кој на тато? Ја личам на тато, она личи на мама. Од кај знаеш? А јас на баба, она на дедо. А, така сте поделени. А јас на братучет ми, она на братучетка ни. А јас на другата баба, она на... А она на дедо. На која другата баба? Баба Гога. А, ти на баба Гога личиш? Да. А она на... Дада на... Дедо Тош. На дедо Тоша. Вие некако сте ми исти, бе? Или греше? Не, само исто сте облечени, така? Да. Исто сте облечени, а нема врска, не сте исти, не? Да, не сме. А, чекай, да не сте близначки? Близначки сме. Како се викате? Јас Антонија. Антонија? Јас Анастасија. Анастасија и Антонија. Чекай сега, ама близначки некој е постар, така? Кој? Да, јас. Ти 5 си? минути. 5 минути. И чекај, роденденот прво твојата торта, како славите роденден? Една торта. Една? Да. Зошто една треба две? Треба прво ти за 5 минути, па втората торта. Па не може така. Не може така? Не, Абе, не што одговориш? Дали знаеш што значи тоа за некој кој ќе кажа тој е возрасен? Што значи да се биде возрасен? Да се стар. Колку години? Па зависи колку е стар човек. За колку години викаат, а тој е више возрасен? Повише од 18 е возраст. Повеќе од 18 е возрасен? Браво. Дома, има расправи и дома? Се карате за нешто? Малце. Зашто? Многу малце. Ама многу малце, ама зашто? Па, например, Срна ќе му го земе ранецот за на училиште, ќе почне нешто да ме вади од таму. Зошто така правиш? Ама сака, например, стрелката и некако без прашање ми ја зема, ама ја опростувам, бидејќи ја помала и не знае дека тоа ми е ранец за на училиште. А ти знаеш дека е тоа ранец за училиште? Знам. Гледаш дека знае? Па зошто вадиш острелка? Ама, она многу ме нервира. Кој? Да. Зашто? Она, знаеш што, ми го зима спрејот, она... Кој спреј? Зашто спреј? Абе, парфем еден ми го зима, а мама само што ми го купи, ми го зима она. Она, без прашање? Да. Без прашање и она и ти? Да. И ти враќаш, што викаш? Ти ми го зема парфемот, сака више острилка. И што прави со острилка? И следниот ден на училиште ми ја нема. Острилка? А парфемот? А парфемот и го има. Не, јас не го не последниот пат ми ја зема острилката, ама после не знам дали јас тога ќе изгубив или ти ми ја изгубив. Ето тоа не се знае кој е виновен. Чекај се, кажете, дома ме мешаат ли? Не. На училиште може би понекогаш. И што ви викаат?
Па мене викаат, Анастасија викаат, Антонија дојде сабунат. Некогаш така да викаат. Да, Антонија, дојди мамо. А чекај, можете дома да ги излажете некогаш? Например, да кажеш, измили заби Антонија и ти Анастасија да кажеш да, изми. Место нејзе да се представиш, можеш? Да. Да. Во школа може така да направите? Не. Не. Аме како не? Паке ни скараат. Знаете тој вицот за двете близначиња? Едното близначе дошло и на другото братче му вика: "Абе, кај си ти од Сабајле, мама 2 пати ме бањаше." Го сгрешила. А дома не ве грешат? Не. Добро, дома ве познава, така. И како е да се има сестра близничка? Убаво. Се дружиме. Си играме. А кога сме сами, нема со кој да се дружиме. Ама вие па сте си две, не сте сами никогаш? Да. А чекај, можеш ти да чувствуваш што чувствува твојата сестричка? Па понекогаш нешто. Што? Па, например, некогаш Антонија се чувствува лоша и јас се чувствувам лоша, но некогаш ја, например, ќе ја удрам и она почнува да плаче и ја почнувам со нејзе да плаче. Ја удираш нејзе, тебе те боли, така? Кажи ми ти мене, што значи тоа да бидеш возрасен? Возрастен, кога си голем. Кога си голем? Само голем да си? Не голем, и порасна 2 години. Во години порасте, Да. тоа е возраст. Да, А. возраст. И ти што мислиш, што прават возрастните кога децата не се дома? Седат, чистат. Седат, Добро, бе, добро. А што мислиш, зошто возрастните викаат: само малце, само малку"? На децата ти викаат тебе така? Да. Зошто? Кога зборуваат на телефон. А, И и јас ти? нешто сакам да ги прашам и он вика само малце. Значи не треба да се обраќаме некој Да. додека разговара со друг, така? А зошто пијат кафе во возрастните? Затоа што се возрастни. Да, ама И зошто? затоа што можат да пијат кафе. А Ти не децата пиеш кафе? Не. Зошто? Затоа што не сум возрастен. А што има врска? Па што ќе ти бидне ако испиеш кафе? Па кафето ми горчи на мене. Па како го пијат да вие возрастните? Јас Па не знам. На никој не може би убаво. Овие мама Столчинак и не знае дали се коли, а она јас си кажа формулици и не знае. Што е ова, коли се? Не, формули. Какви? Формули. А, формули. Па добро, може и формули да бидат, да. А може и како джипче, гледаш. А може и како трактор. Едната го има поголема, другата помала. Тракторчиња се вие. Може така да ги крсти? Па не формули. Слушайте сега да видам. Едно интересно прашање. Што значи тоа кога викаат за некој дека е возрасен? Што значи возрасен? Како родител на дете, таму кажува на детето што треба да прави, да детето да не му се противат на него, туку родителот да ли кажува што треба да правиме. Вие така правите? Да. Што ви кажуваат дома, што да правите? Па да сме мирни, да слушаме и ние тоа го почитуваме. Браво, бе. А, вака, да ве прашам. Вие, например, кога не сте дома, што мислите? Што прават возрастните? Па дека нешто работа, тоа да не те купуваат, нешто по продавници и така нешто. Шопинг. Да, Ама добро тоа ако излезат дома, ако се, што мислиш, што прават возрастните? Па нешто прават, нешто работат. Работат, нешто се бањан или нешто друго прават. Да, битно е да се избања човек. Не. Да. А зошто мама и тато секогаш велат само малку, само малце? Зошто велат така? Ви велат ли вас? Да. Зошто? Па за да почекаме. За да почекаме нешто и да се смириме. Да. Да се смириш, само малце, само малце. Да. Вас ви викаат така? Да. А вие што ги прашувате ли нешто? Зошто? Не.
Не ги прашуваме туку нешто викаме понекогаш да разборат и ни викаат само малце. Дори они разговарат, вие им се обраќате? Да. И ги нервира тоа што вика, само малце? Да, Нервозно ви вика? Понекогаш да. Како ти вика? Почекај. Или само малце. Само малце. Чекај, возрастните зошто пијат кафе? Па За да не бидат уморни. Вие пиете кафе? Не. Како бе, не, зошто не? Па затоа што родителите ни викаат дека ќе ни порасне опаш. Стварно, од кафе? Да. Ама јас пием кафе. Мене не ми Ама пијат. возрастните може да пијат, Да. децата не може. А, значи, тогаш си возрасен, кога можеш да пиеш кафе. Од колку години треба да се пие кафе? Можеш да пие, не треба, туку можеш. Дозволено. 18. 18 години кафе може да се пие, така? Добро. А зошто родителите велат, јас знам најдобро? Па затоа што они учеле Учеле и во почитувале. средно биле во факултет, повеќе А знаат. ние- Да, повеќе знаат од нас, а ние сме уште помали од нив. Дали сте вие близнаци, кажете? Да. Ле, па затоа ли сте така облечени, слично, као исто, ама не е исто, а? Да. Кој ви го правеше стайлингот вака? Мама. Бра, тато што правеше? Се увлекуваш. А, он не помогна, а? Не. Добро. Слушај, фризури е исти, бе, браво, бе, чекај да видам сега. Кој е постар од вас? Јас. Колку? 2. 2 минути? Да. Хе-хе. Ама не личите, добро е. Денеска имаме ден на близнаци, ама вие не личите толку, нели? Така, не ве мешаат вас, само сте исто облечени. Да? Да. Кој е понемирен дома од вас? Ајде да видиме, тебе те прашам. Кој е понемирен? Ти или бато? А кој е попослушен? Да. Ти? Аха. А на кој му се учи повеќе? А, не на него. А кој, например, подобро пее? Јас не пеам. И ти не пееш, изгледа, а? А кој, например, кој црта поубаво? Јас. И јас. Ти го викаш бато дека е постар од тебе? Па јас се викам Дада на бато. А, си се викате Дада бато, така? Па сега се викавме Нина и Војрана, мама не научи кога бевме мали, се викавме Бато и Дада. И сега не научи, сега се викаме Бато и Дада. Гледаш колку сте учтиви вие, браво. Да не се викате така по име, нели? Дали мајка ви вика, јас сум те родила, јас ке, што? Ќе те чувам. Ќе те научам и ќе те чувам. Добро. А, вака. А викаат ли родителите, јас на твои години? Ви викаат така, јас на твои години? Не ви викаат? Не. Аха, добро. А, например, ако не си ја средиш собата, си ја средувате собата? Да. И што ви викаат? Ако не ја средиш собата, што ќе ви направат нешто? Викаат. Да, ако не седиш собата, Нема по да цел- ја си играш. нема По цел нема ден да ќе си излезеш. учиш. Нема да излезеш надвор и цел ден ќе учиш. Еј, казна ни е тоа за учењето. Добро. А дали мама ви вика исти сте како таткото или таткото вика исти сте како мајката? Кој како вика? Мене ме вика татко ми и мајка ми иста си како мајката. А Да. мене вика дека сум иста како татко. Значи поделени сте. Браво, бе. А кажете ми вие, знаете ли што е храброст? Да, да не се плашиш. Да бидеш храбар. А што значи да биде? Познавате некој кој е многу храбар? Не. Не, а? Слабо. А знаете ли што значи да бидеш љубопитен? Да, многу Многу да сакаш сакаш нешто да дознаеш. да научиш, те интересира тогаш за нешто. Тоа е браво, во мислам. А на пример, дали знаете што е љубомора? Да, кога љубомориш нешто, да ти тоа да го немаш, а другиот да го има. да го има. А чек, сега да ве прашам нешто многу битно. Вие која деление сте уствари? Трето. Трето. Вака. Например, кога некој ти прави лошо, ти треба да му вратиш како? Ако некој ти прави лошо, како треба да му вратиш?
Немој да ми правиш лошо или И како кажеме престани. на наставничката. Така. Значи не треба ти да му враќаш со лошо. Да. Да. Некои викаат па кога некој ти прави лошо, ти врати му со добро. Може и така? Може. Ама малце така. Да. Слушај, има уште едно. Вика, една поговорка вика, кој пее, што не мисли? Кој пее? Ја знаете? Чекај ова. А кој нема во главата, има во што? Мозок. Кој нема во главата, има во мозок. Добро. Вака вика, будалата памти, а паметниот што? Не пам. Да, паметниот не памти. А оваа познатава вика, додека има овци, ќе има и кози. Добро. Добриот збор, железни врати, што? Отвар. Браво за ова. А оваа ја знаете ли, најстарата оваа, брат за брат, сирење за брат за брат си е брат, ама сирењето за јадење. Не е добро, не ја знаете, чекај. Вика вака, и волкот сит, и овците. Добро, чекај, не ја знаеме. Вика, крушата под круша, што? Паѓа. Браво, бе. Вика, ова е најбитна, кога двајца се караат, третиот, И смиру. и ова ми се допаѓа. Вака, кажи ми ти на мене. Еве, што викаат, нели, ако некој ти направи лошо, ти треба да му вратиш како? Со добро. Браво. Ти се случило тебе тоа некогаш? Да. Да? Кој ти направи нешто лошо? Не мора по име да го кажеш. Еве, што лошо ти направи, кажи. Те навреди? Да. Како? Па, Со некој збор лош? не сум сигурна, не ми текнува. Ама те навреди и нешто ти Да. лошо се чувствуваш. И ти како му врати? Не му врати со лошо, така? Да. Урати фала. Така мораш, он ти вика, ти си таква и таква, и ти само викаш, фала. Да. Така, браво, бе. Драги мои, тоа беше денешната фамилиарна авантура во Лол со Мак Петров. Разбравме дека кај сите дома има правила, ама и исклучоци. Има расправи, ама и гушкање и дека само малце е најчестата реченица што ја кажуваат возрастните. Децата денес не подсетија дека не мора се да биде совршено за да биде убаво. Дека е во ред да се скараш со брат или сестра, ако после знаеш да простиш. И дека најпаметните работи често ги кажуваат најмалите. Се надевам дека се пронајдовте во некоја од овие животни приказни и дека убаво се насмејавте барем еднаш. До следната епизода, сакајте се, гушкајте се и останете насмејани. Се гледаме во следната епизода Лол со Мак Петров. Со Сашко и со Мак Петров.